Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ја проучуваме глава 29 од книгата Излез. Текст кој се однесува на свештениците кои служеа во шаторот. Минатиот пат видовме дека Бог му кажа на Мојсей да ги направи облеките на свештениците толку добро, што ќе бидат за слава и чест. Целта на се што ќе прочитаме денес беше Божјата слава и чест. Имајте го тоа на ум додека го читаме текстот кој е пред нас денес и додека размислуваме за неговата примена. Посветувањето на свештениците. Во следните стихови е опишано посветувањето на свештениците. А еве што да направиш над нив, за да ги посветиш за мои свештеници. Земи теле од говедата и 2 овна здрави. Тоа е првиот дел од посветувањето. Патем, посветувањето е процес во кој оние кои сакаат да му служат на Бог се заветуваат на служба. Но тоа е нешто за кое самиот Бог ни дава поттик и желба во нашите срца. Стихови 2 до 4. И бесквасни лебови, бесквасни погачки замесени со масло, и питки бесквасни, намачкани со масло, од пченично бело брашно направи ги. Стави ги во една кошница и принеси ги со кошницата, заедно со телето и 2 овна. Доведи го Арон и синовите негови пред влезот на скинијата и измии ги со вода. Миењето со вода е еден вид слика на чистење од гревот. Како што можете да забележите, Арон и неговите синови не направија ништо со кое ја заслужија оваа чест. На ист начин, и ние не можеме да го заслужиме простувањето на гревовите, туку ни е дадено само преку Божјата милост. Миењето на Арон и неговите синови се случи пред да почнат да служат во шаторот. Пред да не исползува во служба за неговото царство, Бог сака да не исчисти од гревот. Сега Мојсей ќе го облече Арон во првосвештеничката одежда. А откако ќе ги земеш одеждите, облечи го Арон во хитан и во наметка, во ефод и во надградник и опаши го преку ефодот. Потоа доведи ги синовите негови и облечи ги во хитоните. И опаши ги со појаси. Арон и неговите синови и стави им ги превивките на главата. Па свештенството нека им припаѓа вечно. Така ќе ги посветиш рацете на Арон и на неговите синови. Ова беше дел од посветувањето на оние кои ќе служат во шаторот. Патем, посветувањето не е наше дело, туку Божјо дело во и преку нас. Денес неретко се случува луѓето во црквата да се посветат на Бог, но на тие завети не треба да гледаме како на човечко дело, туку како на Божјо дело. Посветувањето во суштина значи да признаеме дека немаме што да му дадеме на Бог, освен самите себе. Мојата дефиниција за посветување е следна. Посветувањето е чин во кој доаѓаме кај Бог со празни раце. Ја признаваме нашата слабост и му дозволуваме тој да действува преку нас. Ако ги прочитате молитвите на познатите библиски ликови, како што се Мојсей, Илија, Давид, Самуел, апостолот Павле и други, ќе забележите дека овие луѓе никогаш не се фалеа со своите достигања, ниту пак се сметаа дека се подобри од другите. Пред некое време присуствував на богослужба во една црква, каде што сите членови излегуваа кај проповедалната и даваа одреден завет кон Бог. Тоа ми беше многу чудно. Не дека имам нешто против давањето завети, но сметам дека кога доаѓаме кај Бог ние немаме што да му дадеме, освен да му го вратиме тоа што веќе го добивме од Него, а тоа е целиот наш живот. Кога доаѓаме кај Бог во молитва, од исклучителна важност е да дојдеме со понизен став и да признаеме дека немаме што да му дадеме, да признаеме дека сме празни, за тој да не исполни со Неговиот свет дух. Жртви за осветување. Во стих 10 читаме за жртвата која беше принесена како дел од процесот на осветување. Потоа доведи го телето пред вратата на скинијата, и Арон и синовите негови нека ги положат рацете своји врз главата на телето. Како дел од процесот, свештениците полагаа раце врз животното кое ќе биде употребено како жртва за осветување. Некои луѓе мислат дека со полагањето на рацете се случувало нешто надприродно и дека со тоа свештениците го префрлале својот грев врз животното. Не сум сигурен дека тоа е така. Полагањето на рацете во овој случај е само идентификација, односно поистоветување со животното. Со други зборови, кога грешниците доаѓаа кај жртвеникот и ги полагаа своите раце врз животното,
Тие со чинот признаваат дека тоа невино животно го зазема нивното место и ја зема казната која самите тие ја заслужуваат. Конкретно, во овој случај, нивната замена беше телето врз кое Арон и неговите синови ги положија рацете. Со тоа, тие признаа дека се грешници и дека ја заслужуваат казната која ја зеде животното. Патем, жртвата за која читаме во овие стихови е жртва сепаленица. На почетокот, Бог им заповеда на израелците да принесуваат само такви жртви, а подоцна, во книгата Левитска читаме дека им даде уште 5 други жртви кои се однесуваа на различни гревови и престапи. Всушност, ваков тип жртва, сепаленица, беше принесена и во Едемската градина, откако Адам и Ева сгрешија. Сите старозаветни жртви, но особено сепаленицата, се предслика на личноста и делото на Христос, односно за спасението кое го добиваме преку вера во неговата смрт и воскресение. Храна за свештениците. Во стих 26 читаме за храната на свештениците. Иземи ги градите од овенот за Ароновото посветување и принеси ги со нишење пред Господ, и тоа ќе биде твој дел. Во книгата Левитска пишува дека дел од жртвата требаше да припадне на Арон и на другите свештеници, и тоа ќе биде нивниот дел од животното. Божиот план за левитите беше да немаат своја земја и своји ниви, туку нивната храна и се што им е потребно за живот да доаѓа од жртвите и ресурсите кои беа давани во самиот шатор, а подоцна и во храмот. Завршетокот на оваа глава се однесува на важноста на сепалениците. Ако ве интересираат старозаветните закони и принципи во однос на жртвите и какви видови жртви постоеја, ве советувам да ја прочитате оваа глава, но и да ја прочитате книгата Левитска. Во овој дел од книгата читаме само за жртви сепаленици, а во другите Мојсееви книги пишува за тоа кои дела се гревови и какви жртви треба да се принесат за истите. Причината за тоа е бидејќи со давањето на законот, израелците имаа поголема свесност за тоа што е грев и што е престап. Тоа не значи дека пред да го добијат законот израелците не беа виновни и одговорни за нивните зборови и дела. Па дури и во денешен контекст, ако некој изгрешил против законот, таа личност е виновна, без разлика дали го познава законот или не. Незнаењето не е и никогаш не може да биде изговор. Старозаветниот закон им беше даден на израелците за да ги соочи со реалноста дека се грешници и дека им е потребна Божјата милост и простување. Законот не го направи човекот грешник, туку само му откри дека е грешник. Постојано принесување на жртви сепаленици. Во следните неколку стихови се опишани законите поврзани со принесувањето на жртви сепаленици. Ова беше многу важен аспект од функционирањето на шаторот. А еве што ќе принесуваш на жртвеникот. 2 јагниња стари 1 година, секој ден без прекин. Едното јагне принесувај го наутро, а другото принесувај го навечер. И уште по 1/10 ефа пченично брашно измешано со 1/4 ин исцедено масло, а за преливање 1/4 ин вино за едно јагне, а другото јагне принесувај го навечер, со принос од брашно како утринскиот и со исто такво преливање принесувај го, како благопријатен мирис, жртва на Господ. Тоа нека биде постојана жртва сепаленица во поколенијата ваши пред вратата од скинијата. Пред Господ, каде што ќе ти се јавувам за да зборувам со тебе. И таму ќе им се јавувам на синовите израелски. И ќе се освети тоа место со славата моја. А ќе ги осветам скинијата и жртвеникот. И Арон и синовите негови ќе ги осветам, за да ми свештено дејствуваат. Ќе пребивам меѓу синовите израелски и ќе им бидам Бог и ќе познаат дека јас сум Господ, Бог нивни, кој ги изведе од земјата египетска за да пребива меѓу нив. Јас сум Господ, нивниот Бог. Во овој текст има многу детали, но за нас денес најважното нешто што треба да го запомниме е дека Бог му кажа на Мојсеј секојдневно да се принесуваат жртви во шаторот. Секое утро и секоја вечер да се принесува по едно јагне. Самото тоа требаше постојано да ги потсетува луѓето дека се грешни и дека некој мора да пострада за нивните гревови. Дека гревот е сериозен и последиците за гревот се пролевањето на крв и смрт. Оваа тема се обработува и во посланието до евреите. Во 9:26 пишува: А сега еднаш за секогаш, до крајот на вековите, се јави за да го однесе гревот,
откако се принесе сам себе како жртва. Крвта на воловите, козите и јагнињата не можеа да го очистат гревот на луѓето и да им дадат сила да живеат поинаку, но крвта на Исус може да го стори тоа. Господ Исус е единствениот кој соодветно се соочи со гревот и последиците од истиот. Неговата жртва беше доволна. Глава 30. Жртвеникот за кадење. Глава 30 е една од оние во кои читаме како треба да изгледа славењето во контекст на шаторот, особено со жртвеникот за кадење. Жртвеникот за кадење е символ за молитвата. Тоа што беше важно во однос на славењето и обожавањето е тоа дека следуваше откако свештениците принесуваа жртва и се миеа кај мијалникот. Тоа беше еден вид предуслов. Прво очистување, потоа славење. Сега ќе размислуваме за жртвеникот за кадење. Овој предмет се наоѓаше во онај дел од шаторот кој беше познат како светилиште. Ако не сте го сториле тоа досега, по завршувањето на оваа епизода, пребарајте ја скицата од шаторот на интернет и ќе имате појасна слика за тоа како изгледаше ова за што размислуваме. Во дворот на шаторот имаше жртвеник и мијалник. Во првиот дел од шаторот, светилиштето, имаше маса за лебен принос, светилник и жртвеник за кадење. Сите три предмети беа таму за да им помогнат на свештениците да го слават и обожаваат Бог. И ние денес сме повикани да го славиме и обожаваме Бог. Господ Исус рече дека тоа треба да го правиме во дух и вистина. Тоа е повикот на христијаните кога се собираат заедно. Да имаат заедништво славејќи го Бог во дух и вистина. Црковните собири не треба да се собири каде што луѓето оговараат или само јадат и пијат, туку време кога луѓето го обожаваат Бог, му се молат и се охрабруваат едни со други. Ке го прочитам првиот стих од глава 30. Направи и жртвеник за кадење. Од дрвото шитим направи го. Следните три стихови се однесуваат на дизајнот на жртвеникот за кадење. Должината нека му биде лакот, а ширината лакот, 4 аголен да биде и 2 лакта висок. Од него нека излегуваат роговите негови. Позлати го со чисто злато од озгора, од страните наоколу и роговите негови. Направи му златен венец наоколу. Под венецот на 2 агли негови направи и 2 алки од злато. Од двете страни направи ги. Низнив проври лостови, за да може да се носи жртвеникот. Како што можете да забележите, сите делови од шаторот имаа алки, за да можат лесно да се пренесуваат кога израелците ќе се движат низ пустината. Идејата беше свештениците да ги носат предметите на рамења, користејќи лостови. По книгата Броеви е опишано како изгледаше тоа. Стих 6. Па стави го пред завесата која виси пред ковчегот на заветот, спрема капакот што е врз ковчегот на заветот, од каде што ќе ти се јавувам тебе. Жртвеникот за кадење беше поставен пред завесата која го покриваше влезот кој водеше кон светињата на светињите. Пред да влезе во онај дел од шаторот кој беше символ за Божјото присуство, првосвештеникот требаше да го обожава Бог преку кадењето. Стихови 7 и 8. А Арон нека кади на него со кадиво со пријатна миризба. Нека кади над него секое утро, кога ги приготвува кандилата. И кога ќе ги пали Арон кандилата навечер, нека кади над него. Нека има постојано кадење пред Господ во поколенијата ваши. Многу е важно да го сватиме ова. Жртвеникот за кадење не беше место каде се принесуваа животински жртви, туку само одреден тип на кадиво со пријатна миризба. Стих 9. Не принесувај над него никакво друго кадиво, ни се паленици, ниту принос од леп, ни преливање не излевајте над него. Со други зборови, на овој жртвеник требаше да се принесува само кадиво, а не животинско месо, леп, масло или слично. Секогаш кога свештеникот влегуваше во светилиштето, тој требаше да го обожава Бог преку кадење. Жртвеникот за кадење беше многу важен, бидејќи неговата цел беше да им помогне на свештениците да го слават Бог. Кадењето е многу добра слика на молитвите кои се издигаат нагоре кон Бог. Во Псалм 141:2 царот Давид пишува: Нека се исправи пред тебе молитвата моја како темјан, а воздигањето на рацете мои како жртва вечерна. Во Откровение 8:3 ни е дадена слична слика кога ангелот принесува темјан. На почетокот од Евангелието според Лука пишува дека свештеникот Захарија, таткото на Јован Крстител, кадеше во храмот.
Тој беше левит и служеше во храмот. Додека ја извршуваше својата служба, претпоставувам и дека истовремено му се молеше на Бог. Патем, моментот кога Бог му се објави на Захарија, беше момент кога за прв пат после 400 години Бог прати ангел помеѓу израелците. И тоа се случи додека свештеникот кадеше во храмот. Тоа треба да ни даде до знаење колку беше важно кадењето и колку за нас денес се важни молитвата и славењето. Кога свештениците влегуваа во шаторот, а подоцна и во храмот, за да вршат служба, тие всушност беа представници на народот пред Бог и со тоа беа нивни посредници. Како првосвештеникот, така и останатите свештеници се еден вид предслика на Христос, кој исто така е наш посредник пред Отецот. Во посланието до евреите, глава 8, пишува дека тој влезе во светињата над светињите. Тој е нашиот величествен посредник. Не само што посредуваше со тоа што умре и воскресна за нас, туку и до ден денешен посредува за нас додека се наоѓа од десната страна на Отецот. Потребен ни е Исус како посредник, бидејќи без него не можеме да дојдеме кај Таткото и да имаме заедништво со него. Единствениот начин на кој можеме да се помириме со Бог и да имаме заедништво со него е преку вера во смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Тој е нашиот величествен првосвештеник. Моментално, Христос е на небото, каде се застапува за оние кои веруваат во него. Сигурен сум дека на израелците им било убаво да знаат дека првосвештеникот е во шаторот и се застапува за нив. Сакам да знаете дека и вие имате првосвештеник кој моментално се застапува за вас. Но тој не се застапува за целиот свет. Не знам дали знаете, но Исус не се моли за светот. Самиот тој го кажа тоа во Јован 17:9 каде вели: "Не се молам за светот, туку за оние кои ти ми ги даде." Некој можеби ќе праша: "Што значи тоа дека Христос не се моли за светот? Зошто не се моли за светот?" Исус умре за светот, но не се моли за светот. Светиот Дух е тука на земјата за да им сведочи на луѓето од светот за Исусовата жртва и воскресение. Ако некој поверува во неговата смрт и воскресение, таа личност го добива Христос не само како спасител, туку и како постојан посредник пред престолот на Отецот. Без неговата застапничка улога не е возможно да живееме согласно Божјата волја, бидејќи нема да имаме сила и поддршка за тоа. Навистина е прекрасно да се знае дека имаме совршен првосвештеник кој непрестано се моли и застапува за нас. Тоа треба да ни даде утеха и мир. Со тоа ќе го завршиме денешното проучување. Следниот пат ќе продолжиме да размислуваме за жртвеникот за кадење. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.